Пат од успехот до врвот е стварно многу тежок, а тоа најдобро го знае Hyundai, бидејќи долги години работи на случајот, работи на тоа да стигне горе и мислам дека во последниве години Hyundai и Kia, бидејќи са мајка, ќерка и многу слични модели нудат, мислам дека успеваат и не знам, кажете ваше мислење подолу во коментарите, но мислам дека успеваат веќе да се на врвот, бидејќи ова што го нудат во последниве години е стварно многу добро. Hyundai од секој пат нуделе многу добри автомобили, но овие последниве години и на дизајн, и на квалитет, и на цена, и на технологии, тоа што го нудат внатре, вау, стварно, вау, нема друго објаснување осам вау. Ова е новата Hyundai i20, еден од можеби најбитните модели за нашиот пазар, бидејќи од секој пат бил баран, се вози по наши улици и еве го новиот i20. На дизајн нема ништо слично како ова е сосема поразлично од секој друг автомобил, особено во неговата класа, што тоа е на голема пофала, бидејќи се истакнува и тоа е потребно да имаш свој карактер, особено во оваа категорија. Дизајнов, како што кажав, интересен, но има неколку работи кои што јас не можам да се уште да се навикнам на нив, особено тоа е задниот дел, бидејќи изгледа малце пресериозно за мене и можеби прегрубо за еден ваков мал градски автомобил, но тоа е мое мислење, не знам какво е вашето мислење. Конкретно другиот дел е скрос мој тип, бидејќи имате секаде некои ситни детали кои што се истакнуваат, пример линиите на хубата од страна, имате мускулести линии, доле кај спойлерите кај браникот имате истакнати запчиња како ајкула позади, имате исто на дифузерот дополнителни спойлерчиња кои што се истакнуваат и му давате многу друг лик и најубавиот детал за мене се вие бандажи 17-ки кои што кој да ги правил во Hyundai, дечко браво, секоја ти чест, си направил фантастична работа. Е сега, тоа е дизајнот, бар внатре, ќе го видиме за кратко и внатре, тоа беше надвор, се извинам. И сега да го видиме багажникот. Багажникот нуди 340 литри багажен капацитет, што е сосема доволно за едно мало градско возило, немате ништо потреба од нешто повеќе. Багажникот нуди две нивоа на поставеност на даската, бидејќи можете да биде како сега речи си рамен со ивицата на браникот, но исто така може да биде и подлабок, што е супер. По таа даска имате и една остава за резервно тркало, што во моментов ја немаме, бидејќи доаѓа како дополнителна опрема. Инаку немате закачалки, имате куќи и има една мала остава тука од страна. Тоа е тоа за багажникот, сега може да одиме внатре. Е, сега тука внатре. Како мало градско возило, јас сум фасциниран што се има и колку простор има. Ова е седиштето наместено според мојата возачка положба и имам простор за нозете, што искрено не очекував ни волку, бидејќи се вратив многу назад кога го местев седиштето. Ми се допаѓа и просторов за нозете, но и самата седечка положба која што мислам дека на подолги патувања ќе бидам многу покомотан тука отколку напред, но вистина тоа го мислам. Доле на средниот дел ми се допаѓа тоа што тука е тунелот низок, широк и има простор кој ќе седнете тројца патници. Не на подолги патувања, но има доволно простор, искрено, ако сакате некаде да отидете. Сега кога видов тука на средниот дел, има USB порт. USB порт има Hyundai i20, мало градско возило кој што многу поголеми конкуренти немаат во својата понуда. Има тука уште една мала остава за телефон навратно и она што се истакнува на задниот дел е тоа што имате затемнети стакла. Даваат приватност и се чувствам навистина многу убаво тука. Ајде седиме напред. Е, тука напред веќе ги гледам сличностите со Kia, бидејќи нели, како што спомнав, Hyundai и Kia се мајка ќерка компанија и многу работи под кожата се слични помеѓу овие два бренда, што е многу нормално, но сличностите што ги гледам тука и во Kia се пример овој 10,25 екран кој што го видовме како во Kia Exodus на понапредно ниво и функционира навистина
одлично. Тука Hyundai имаат нормално некој нивен белек оставено, малку го имаат преработено, но функционира фантастично добро, брз, респонзивен и исто така многу лесно се навикнува целиот систем за работење. Навигацијата е преточна цело време. Ја пробувавме да видиме како ќе функционира, како ќе се снајде и навистина е многу добар целиот систем. Нешто што друго ми се допаѓа тоа што озвучувањето на овој автомобил е со Bose системот, кој што е многу познат систем за озвучување и многу по луксузни брендови го имаат во својата опрема. А сега го гледаме во Hyundai i20, што е супер и за еден автомобил наменет за младите луѓе. Тоа е потребно. Добро озвучување, го видовме со Fiesta-та. Сега другите делови. Тука имате дигитален дисплеј, кој што е фантастичен. На одредени моменти не можам да разберам зошто Hyundai поставиле обртометар кој што е сличен како во Mercedes, по старите модели, 300 SL, нешто така, но делови интересно. Можете да гледате навигацијата тука, можете да гледате сите корисни работи преку овој екран. Тука доле на средниот дел под екранот се копчињата од климата и многу интересно го направиле Hyundai, кој што со две копчиња функционира и температура и брзина и јачина на вентилатор. Другите копчиња со еден потек стигате до секој елемент од климата што ви е потребен, така да тоа е брзо и лесно. Системот може да се поврзе со вашиот телефон без разлика дали е Apple или Android, било каков телефон и да користите, вие можете го поврзете преку еден од овие USB портови. Имате два тука плюс 12 волтен приклучок за струја. Исто така имате и бежичен полнач ако ви треба полнач, но можете да поврзете екранот и со Bluetooth. Имате грејачи на седишта, грејачи на волан. Воланов морам да го пофалам бидејќи ми се допаѓа дизајнов. Изгледа малку како пеперутка, но мене ми се допаѓа бидејќи можам во секој момент, буквално како ми одговара, во било која позиција го фатам и да имам добар комодитет. Имате тука мал наслон за раката со мала остава под него, што е добро и тоа е тоа. Сега може да се возиме. Чао! И конечно зад воланот на новата Hyundai i20. Каква е? Интересна, стварно многу интересна, многу лесна, многу прецизна, многу стабилна, што едноставно не очекувам вакви квалитети од едно нормално градско возило. Тука се нудат нешто малце по стабилни перформанси, многу по сигурни перформанси. Зошто? Бидејќи во кривина не чувствувате клате, не чувствувате сигурност, имате добра контрола над возилото, лесен и многу прецизен управувачки систем, исто така многу лесен и прецизен менувач. Hyundai секој пат имале многу лесен менувач, така и сега. Лесен кумплук, лесен прецизен менувач, едноставен, краток, кој што многу лесно ќе го навикнете. Сите команди ви се многу лесни за навикнување, што е добро. Не сакате да седнете да учите колата не знам колку време. Сакате да седнете и да возите. Тоа го имате тука. Сега што имаме под хубата. Во ова i20 имаме 1,2, 4 цилиндричен, 4, не е 3, и произведува 85 конски сили. Бензинец, добар мотор, искрено добар мотор, но поради сите оние нови регулативи за штедливост, за економичност, за екологија, моторов е угушен. Угушен е бидејќи не можете го возите во повисок степен, со малку пониски обртај од она што нели секојдневие, од причина што сите тие регулативи бараат, односно ги угушуваат моторите и не дека немате доволно конски сили, имате доволно конски сили, искрено моторов е доволно снажен, доволно моќен, кога ќе се тргнете од тие моменти каде што моторот се гуши за да биде поекономичен. Океј, кој ќе го надминете сето тоа, моторот е стварно жив, како што спомнав, динамичен е и пред се, она што најинтересно, нуди многу добра потрошувачка.
потрошувачката нешто слично како во Kia Stonic, ако се сеќавате, и тоа видео можете да го погледнете тука. И потрошувачката тука во моментов на Hyundai 20, еве сега ми е 4,8 литри. 4,8 литри. Тоа е идеално за еден автомобил градски. Да, немате турбо, да, не е 3 цилиндри, како што се очекува дека 3 цилиндрите се економични мотори, дека долго ќе траат за урбаните средини. Но јас мислам дека Hyundai и Kia прават многу паметен потек со овој мотор кој што нуди феноменална потрошувачка, на отворено се спушта многу пониско, нека комбинирана потрошувачка во моментов. Реална градска потрошувачка би ви била околу 5 до 5,5 литри, што многу ви е. Ако ви е многу, земете си електричен автомобил. Јас поинаку од ова стварно не знам. Овој пакет што денес го имаме е многу интересен, од причина што видовте каква боја има, какви бандажи, какви додатоци околу целиот екстериер. Сето ова чини 18.000 евра, што како еден понакитен пакет, мислам дека е доста добра цена за сето ова што го нуди Hyundai, бидејќи имате дигитален дисплеј, имате дигитален екран 10,25 инчен, што е феноменално. И клучната работа во ова Hyundai не е дизајнот. Не е дизајнот. Не е тоа што ќе продаде. Не е ниту квалитетот на изработка кој што е многу изменет и многу поквалитетен. Не е ниту тоа. Не е ниту опремата што имате од такви ситни додатоци како грејачи на седишта, на волан и така натаму. Не, јас сметам дека клучниот момент кај ова Hyundai во оваа категорија се всушност безбедносните системи, бидејќи и 20 опремен со брейк асист, лейн асист, нели како сите по нови автомобили што ги возиме денес во периодов, но клучниот момент кај Hyundai 20 е тоа што тука во овие радари се сместени системи кои што читаат цело време дали се држите доволно во сообраќајната лента, дали кочите, дали автомобилите во гужва трнале пред вас и треба да ве предупреди дека вие стоите. Сето тоа го има Hyundai, исто како Kia Stonic, функционира стварно феноменално. Пробувавме 4 км, 4,5 до 5 км пробувавме. Буквално, што не препорачувам да го правите тоа, чисто ние мораме да го тестираме, да ви го прикажеме на вас, да видиме колку добро функционира, но тестиравме на автопат, со пуштени сите системи, воопшто не го држав воланот, немав никаква контрола јас над него, го препуштив тотално автомобилот сам да се задржа во лента. Буквално како да возам Тесла автопилот. Многу добро ве одржава во лента, ве задржава, не ве пушта да излезете ниту во еден момент, без разлика на колку титкање, на колку предупредување дека не го држам воланот цело време, конзистентно функционираат сите системи и јас сум стварно фасциниран од колку добри технологии нудат овие две компании, Hyundai и Kia, колку многу добри технологии нудат за колку ниска цена. И сега кога ќе размислам 18.000 евра за целиот овој дизајн, за сите работи што се нудат внатре и за безбедносните системи, нема ништо слично во оваа категорија, во оваа класа. За оваа цена немате ништо слично, безбедно и убаво. Така да размислете ги овие работи кои ќе купувате нов автомобил. Дечки, ова беше нашата нова епизода, новата Hyundai 20 и се гледаме наредна недела. Чао!